Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Рекреативните риболовци се жалат дека концесионерот вовел високи цени за дозволи. Изменет режим на сообраќај на автопатот во изградба Кичево-Охрид. Градоначалникот Пецаков оствари работна средба со новиот амбасадор на Австралија. Охридските брејно-брејн генијалци со полни раце трофеи и медали се вратија од државниот натпревар. Плодна посета на Трамп на Саудиска Арабија. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид, по свежото утро, во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и свежо време со појава на локална облачност. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време. Утре над Ирска и Велика Британија ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од западна, северна и централна Европа ќе услови претежно сончево време со локална облачност. Во централен Медитеран, поле на низок воздушен притисок кој што во делови од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе донесе нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите и во источна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните и во вечерните часови во северните и јужните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 25 степени. Во Македонија во четврток, по свежо утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени, температури кои што се невообичаено ниски за овој период од годината. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност и со пораст на максималните температури. Во попладневните часови зголемување на облачноста која што во вечерните часови и во текот на ноќта четврток кон петок ќе услови пообилни врнежи од дожд. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 27 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната до 21 степен. Во Охрид во петок ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнат и до 30 литри. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во сабота во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во недела, по свежото утро и температура од 4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и максимални 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години.
хемиско чистење, Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Рекреативните риболовци се жалат. Концесионерот вовел високи цени за дозволи. Во знак прашање е и доведено и одржувањето на куп над преварите по риболов. Рибарите велат начинот на издавање и немањето доволна контрола нема да го заштити рибниот фонд. Се намалува бројот на рекреативни риболовци. Со доделувањето на концесиите покрај стопанскиот се регулира и рекреативниот и спортскиот риболов. Риболовците велат воведени се високи цени, па така и оние на кои риболовот им бил пасија и рекреација. Нема да може да платат. Немаше рекреативен риболов, се ловеше со крадење, да кажеме. Сега почнува да се регулира и бројот се зголемува. За жал, цените кои што се објавени од концесионерот се малце повисоки и добар дел од рекреативните риболовци од Охрид и Струга, кои оние стварно беа рекреативни риболовци, кои одија да фатат кило-две плашица или грунци, нема да извадат дозволи и не можат да вршат рекреативен риболов ради високите цени. По концесионирањето во прашање се доведени и куп над преварите на Сдруженијето Свети Апостол Петар, кои се одржуваат последниве 3 години. За жал, и покрај молбите и барањата добиваме негативни одговори и немаме се уште добиено одговор на последното барање да ни дозволи да организираме надпревари и за членовите на нашето здружение и за членови, мислам, за спортски риболовци од цела Македонија. За жал го чекаме одговорот и чекаме што побрзо да се реши. Тука се работи за фестивалот на водени спортови. Срамота ќе биде спортскиот риболов во склоп на фестивалот на водени спортови да го организираме на Глабочица или Дебарско езеро, а не на Охридско езеро. Охридското езеро неодамна е издадено под концесија. Една е доделена за рекреативен и 7 за стопански риболов. Рибарите велат начинот на издавање и немањето доволна контрола нема да го заштитат рибниот фонд. Мислам дека бројот на поделба на езерото е малце голем, треба да се минимум 2 до 3, евентуално 4, зависи. Вака е 7 голем бројот. Најголема грешка е во законот, што е заштитата на езерото во тие делови ја вршат самите концесионери. Законот е добар.
за во Данска, Шведска, Норвешка, таму каде што се почитуваат законите. Али за на Балканот, за жал, не може да се спроведи, затоа што самите тие да се штитат, може да штитат друг да не фрла мрежи, меѓутоа нивното ограничување што е на количество на дозволен годишен улов на риба, сигурно нема да се почитува, тоа го знаеме од изминатите години. Потребно е формирање ренџерска служба која што ќе врши контрола на уловот на концесионерите со цел поголема заштита на рибниот фонд. Изменет режим на сообраќај на автопатот во изградба Охрид-Кичево. СВР Охрид ја известува јавноста дека поради поставување сообраќајна сигнализација и сообраќајна опрема на автопатот во изградба Охрид-Кичево, поставена е девијација на дел од делницата Песочани-Требеништа и Ново село Ботун. Тука сообраќајот се одвива по левата коловозна лента, гледано од правецот Кичево-Охрид. Поради интензивирање на градежните работи, сообраќајот од раскрсницата Петња Распаќе кај Охрид до селото Подмолје ќе се одвива по регионалниот, односно стариот пат Охрид-Струга. Од СВР апелираат до возачите на патнички и други моторни возила на крајна внимателност при движењето на овие патни правци и доследно придржување до поставените сообраќајни знаци. Brain O'Brain генијалците од Охрид се вратија од националното првенство со полни раце трофеи и медали. Центарот за развивање на животни вештини Brain O'Brain Црвен крст Охрид е еден од најуспешните и во државава и на меѓународно ниво. Тоа го докажа уште еднаш и на последниот државен надпревар кој се одржа деновиве и на кој освоја 11 трофеи, 21 златен медал и 8 средбевни медали. Охридските генијалци од Brain O'Brain програмата на Црвен крст Охрид продолжуваат да нижат успеси. На 8-миот државен абакус надпревар кој се одржа на 11 мај во Скопје, учествуваат 40 ученици од Охридскиот центар кои во силна конкуренција освоија највисоки одличија. На надпреварот покрај нашиот центар учество зедоа уште 11 центри кои функционираат во Македонија и на истиот освоихме завидни резултати со кои што можеме да се гордееме. И тоа 11 трофеи, 21 златен медал и 8 сребрени медали. Државниот Brain O'Brain надпревар се состои од два дела. Едниот е наменет за ментална аритметика, каде децата за 3 минути решаваат тестови согласно нивото кое го посетуваат, а вториот дел е наменет за демо презентации. Дечињата од Охридскиот Brain O'Brain центар задоволни со бројот на задачи кои ги решиле и освоените трофеи и медали. Јас се викам Спиридон Иколовски и јас се решив 10 задачи. Многу сум среќен. Јас сум Бисера, решив 15 задачи. Освоив сребрен медал и многу сум среќна зашто добив таква награда. Јас се викам Кајин. Јас си задачи 11. Јас се викам Николај и решив 14 задачи. Освоив златен медал. Јас сум Марта Дамјановска и решив 10 задачи и добив златен медал. Јас сум Никита Презиме Пеловска и решив 6 задачи и освоив сребрен медал. Јас се викам Матеј Ристевски и решив 21 задача. Јас сум многу задоволен што добив трофеј. Јас сум Кирил Велјановски, си поминав многу убаво на преварот, решив 27 задачи и многу сум задоволен што освоив трофеј. На вториот дел на надпреварот, групата од Охридскиот центар беше најдобра во мултитаскинг вештини. Демо презентациите се потешки и наменети за деца од повисоките нивоа во Brain O'Brain програмата. Јас сум Никола Ставрески, на овој надпревар решив 16 задачи и освоив трофеј. И јас учествував во демо презентацијата и таму освоив со моите другарчина Сара, Јован и Наум уште еден трофеј. Ти изведува многу интересна точка, една така интересна ритмичка игра, која е наречена body percussion, односно каде што со помош на тропкање на рацете и нозете создаваат музика и
При тоа ја избравме така една интересна песна од Јохан Штраус, Редетски марш. Учениците кога се прикажаа со својата точка, тие ритмички ја следеа ритмиката на музиката, преку тропкање на рацете и на нозете, а во меѓувреме визуализира абакус и решава диктати од броеви и букви. Центарот за развивање на животни вештини Brain of Brain од Црвен крст Охрид е прв од овој вид во Македонија и на Балканот. Постои скоро 15 години и е еден од најуспешните и во државата и на меѓународно ниво. Тоа се должи на трудот и упорноста на децата, посветеноста и професионалноста на тренерите Валентина Кузмановска, Билјана Николовска и Христина Кузмановска, како и од поддршката од родителите. Градоначалникот Кирил Пецаков оствари работна средба со новоименуваниот амбасадор на Австралија во амбасадата во Белград, што ја покрива и Македонија, неговата екселенција Питер Трансвел и почесниот конзул на Австралија во Македонија Зоран Костовски. На средбата се разговарало за традиционално добрите односи кои се негуваат помеѓу двете држави, а акцент бил ставен на продлабочување на соработката помеѓу збратимениот град Волонгонг и со Квинбејн, со кого Охрид има подпишано протокол за соработка. Градоначалникот изрази благодарност до амбасадорот за неговата подготвеност да биде дел од комуникацијата помеѓу Охрид и двата австралиски градови, како би се интензивирала соработката. Средбата била искористена и за разговор во насока на стимулирање на невладините организации од регионот за поактивно учество на повиците за грантови, кои ги објавува амбасадата. Јавното претпријатие Охридски комуналец во петок 16 мај ќе организира акција за подигнување каба со отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, и зелен отпад од удоредување на дворни површини и градени од урбаната заедница Билјанини извори. Граѓаните кои живеат во споменатиот дел од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 16 мај, петок, и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Отпадот треба да е уредно оставен до контењерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, потенцираат од предпријатието. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.